Здраво, ова е 24-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A Fantastic Woman на Себастијан Лелио, во кој станува збор за Марина, глумена од Даниела Вега, која е транссексуална жена која работи како келнерка во бар и пее во ноќен клуб. Во неја се заљубува составеникот на текстилната компанија Орландо, кој ненадејно умира и во тој миг нејзиниот живот, достоинство и збор ќе бидат порекнати и ќе биде одземено од неја правото да тажи за покојниот љубовник. Многу лесно овој кандидат за Оскар од неанглиско говорно подрачје од Чиле ќе го добие прерогативот алмодоварски филм, затоа што покрај тоа што тангира полови и сексуални прашања ги става во контекст на проблемите на индивидуата наспроти колективот на кој вреди да се обрне внимание. Имено, правото на живење е доделено на сите подеднакво и достоинството е една од највредните човечки особини која најлесно се обезвреднува, продава, односно одзема. Главниот лик Марина е навреден и повреден на психички и физички начин, евидентно во сцената во која е принуден да се соблече во полициската станица, до отелотворените закани по живот кои ги добива од фамилијата на саканиот, кои се обидуваат да ги отстранат сите релации со него, сметајќи дека другиот, односно отпадничката химера, со самото нејзино постоење нанесува срам на угледното семејство. Ироничната неправда е чинител кој произлегува од согледување тоа дека Марина била сакана од покојникот, односно таа е единствената која ги добила неговите симпатии затоа што не е мршојадец како членовите на поширокото семејство, кои на незакопано тело ги кројат плановите за распарчување на неговата текстилна империја и преостанатиот посет на кој Марина нема никакво право. Не само фигуративно, туку овој лик до крајот на филмот, покрај тоа што губи почит, секој негов искажан збор го губи кредибилитетот и туѓите фрустрации и предрасуди се проектирани врз овој лик, на кому му е одземено правото да го оплака саканиот. На Даниела Вега, девојката која глуми Марина, повеќе од јасно и е дека треба да портретира лик кој не смее да ја екстернализира иманентната тегоба која ровари во неја, наместо тоа истрпува дополнителна тортура, која низ нејзина призма изгледа како чин на себеказнување, кој го донесува со извонреден стоицизам, барем додека не и биде украден и последниот заштитен слој на нејзиниот идентитет, препуштена на самотијата, прогонета од спомените и дилемите за недостижниот идеал на женственост. Неуморниот режисер Себастијан Лелио, кој работи на американска верзија на неговиот филм Глорија, овој пат со Джулијан Мур и Майкл Сера, и од неговиот нов филм Disobedience со Рейчел Вајс и Рейчел МакАдамс до првиот The Sacred Family, можеме да заклучиме дека негов и на косценаристот Гонзало Маза главен интерес им се заплетканите фамилиарни односи и истражувањето на идентитетот и сексуалните побуди на силни машки и женски ликови, кои одбиваат да живеат според туѓите одредби и побарувања. Честиот негов соработник, францускиот кинематограф Бенџамин Ечезарета, ја има истурено севкупната своја луминесцентна палета, го разлева колоритот ни секој делимично халуциноген и сонлив кадар, наменет за сечие тактилно задоволство. Ќе бидам ригорозен и ќе обвинам монтажерката Соледат Салфате за губитокот на ритм на филмот, но во известна мера не е единствена за обвинување за неподносливата должина, затоа што филмот несодржински го успорува наративот, пролонгирајќи го неизбежното. Да беше подобро решено течението, ќе го ставе во рангот на поиздон крај. На самиот крај остануваме прегладнети за катарза, бидејќи филмот нема да го истакне недокажаното, оставајќи и гледачите без воздишка која може да се мери со големината на поставените фигури на шаховската табла. Не се нужни одговори на прашање, туку начинато наговестување на конклузијата, но наместо тоа овој филм, налик Сквер и Тони Ердман, ги остава гледачите во небрано со неврзан епилог. За разлика од квир филмовите продуцирани во пост-Moonlight периодот, овој филм е светлосни години подобар од неиздржано хиперпопуларизираниот Call Me By Your Name и пренаивниот Princess Sid и мноштвото на LGBT филмови кои ја имаат идентичната премиса со
летна авантура кај роднини и откривање на сексуалните преференции со неискоренето сомнение, без вложување на труд да се стави полот, родот и сексуалната определба во контекст на општеството, околината, или произнесе судир со личните побуди до степен да се напише уникатно сценарио и да се создаде префинет конфликт, кој ќе потегне значаен дискурс и визуелно ќе биде екзекутиран на повисоко ниво. Затоа решив да го анализирам овој филм, а не останатите филмови кои сурфаат на бранот на минатогодишниот Moonlight, но се дават поради неинтригантноста и неисклучителноста. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш A Fantastic Woman од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 24-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!